Здраво на сите, денеска ќе ми биде чест да поразговараме со професор доктор Ангелина Станојовска, професорка при Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски. Здраво, Ангелина. Здраво, Матеј. Денеска би сакал да поразговараме малку, како што најавивме, за најразличните типови на измами што се наоѓаат на интернетот, особено на социјалните медиуми. Па дали можеш да ми кажеш нешто повеќе со какви видови на измами си имаш ти соочено при твојата работа? Добро, прво се заблагодарам и на поканата. Темата за која што ќе разговараме денес е навистина важна, пред се за тоа што интернетот нуди многу можности да се користи за добро, меѓутоа за жал сторителите на кривични дела секогаш го користат и во своја позитива. Првично, нели, измамата како измама, кај нас во кривичниот законник ја има и како класичното дело измама, кое што всушност го фаќа лажното прикажување на факти или пак прикривање на одредени факти. Со тоа што развојот на технологијата ли доведе до потреба и да се инкриминира друго кривично дело, кое што е компјутерска измама. Меѓутоа, суштината на компјутерската измама е во тоа што потребно електронски да се менуваат одредени податоци, например, да речеме кога се менуваат некои податоци при добивање на кредит или пак при аплицирање за да речеме дајнерска картичка, например, кога се користат туѓи податоци. Со тоа што интернет измамите може да бидат или измами во класичното дело или пак да бидат компјутерски измами во зависност од тоа како истите се случуваат и кој е начинот на извршување од страна на сторителот. Кои се можеби некои од најпопуларните измами со кои се среќаваме, бидејќи ние во нашата работа често се среќаваме например со најразлични лажни наградни игри, божем, кам маркет или не знам, Скопскиот аеродром поклонуваат некакви си куфери или кутии со најразлични предмети, можеби некакви други измами со кои си имаш ти соочен. Па, кај нас во Македонија многу често ги има измамите на социјалните мрежи кога се случуваат. Тоа може да бидат или со нудење на одредени туристички аранжмани или пак купување на авионски летови кои што се многу ефтини или пак како што кажавте при продажба на облека или некои други услуги, но доста често се случуваат и при продажба на автомобили, но исто така се случуваат и при вработување, пред се кога се нуди вработување во странство. И тоа е например многу често на социјалните мрежи, при контактирање на некој кој што ги нуди услугите, со некој кој што бара такви услуги, меѓутоа не се случуваат интернет измамите само на социјалните мрежи, како интернет измами или може да се јават и во сферата на електронската пошта, или како фишингот, многу чест начин на измама која што ја користат сторителите на начин што праќаат некој мејл до лицето и при тоа или се праќа некој файл на кој што треба да кликнат или линк на кој што треба да кликнат. Целта е да се соберат или лични податоци или банкарски информации за потоа да може да се продолжи со нанесувањето штета, односно стекнување материјална корист од другата страна. Да. Така што покрај нив нели ги има и измамите со кредитни картички, често пати се случуваат и измамите со СМС пораки, ги има во последниот период многу често кај нас. Предпоставам голем број луѓе добиле СМС порака со тоа дека имаат пратка во македонска пошта, па треба да кликнат на линкот и да остават одредени податоци и тие ги има доста често. И исто така, бидејќи постарите лица се тука повеќе ранливи, еден период беа многу актуелни измамите со телефонски повици, односно кога на некој постар член од семејството ќе му се јават измамниците и ќе кажат дека некој негов близок роднина млад или внук или ќерка син доживел несреќа и дека треба да се пратат пари на таа и таа сметка. Така што доста широк е опсегот на и можностите кои што ги имаат измамниците, односно сторителите на ваквиот тип кривични дела. Тоа баш ме наведува на следното можеби прашање, кои се типично некои од жртвите кои најчесто потпаѓаат или се измамени во некој од овие шеми, можеби поконкретно за оние кои ги среќаваме на социјалните медиуми. Па опсегот, ако одиме во возраст, предпоставуваме многу широк. Барем понашто статистички го има во голем дел од земјите, се движи и од 18 години па се до 59-60 години. Со тоа што во зависност кои се измамите зависи нели на која возраст се наоѓаат жртвите.
Предпоставам, нели, или како што споменав претходно, најчесто на телефонските се по старите лица, додека на онлайн измамите не се само по старите лица. Во основа, луѓето често пати заради незнаењето некогаш или недоволната дигитална писменост кликнуваат на некои линкови или пак веруваат на некои понуди. Се разбира, тука влијаат и многу психички фактори, меѓу кои што е и нивото на доверба, потоа потребата за брза заработка, некогаш и алчноста како негативна карактеристика на човекот. Така што сето тоа во една корелација на крајот може да доведе до тоа секој да биде жртва на измама на интернет. Дури оние кои што се со повисоко образование се случува да бидат измамени. Често пати во истражувањата таму се посочува како зошто. Тоа е затоа што некојаш дури нивото на самодоверба всушност резултира со измама. Као нели јас односно оној кој што е, да речеме, со повисоко образование ќе каже као нели нема шанси мене ми се случи ова, или мене ми се случи ова заради позицијата во која што сум, во смисла понудата која што добивам, така што дури во такви случаи доаѓа до тоа сторителите да успеат да го измамат лицето. Следното прашање ми е можеби како ваквите типови на измами еволуирале кроз годините, бидејќи кога јас растев, кога почнуваш интернетот да се шири, особено во домакинствата во Македонија и така натаму, многу типични беа оние од нигерски принц, тебе те нашол и сака да ти остави некое богатство, ама ти треба да му пратиш некоја минимална сума, до сега да се користат се по-софистицирани технологии, па дури како и вештачка интелигенција во процесот на изработка на измамата или фабрикување на некакви видеа и така натаму, па можеби да се осврнеме малку околу тоа, дали ви имате приметено некаква промена драстична во како се прават сега за разлика од минатото? Па да, нели има промена, со тоа што се уште постојат пораки како нели нигерискиот принц, па сега ми треба помош мала околу наследството. Продолжуваат и понатаму пораките дека некој добил наследство. Продолжуваат телефонските повици, SMS пораките, меѓутоа како што кажавте, развојот на вештачката интелигенција се користи и во случаите на интернет измамите. Посебно заради тоа што вештачката интелигенција овозможува да се промени целосно фотографија, да се промени целосно видео, или некое лице да направиме да го зборува она што нам ни е потребно за да можеме да ја продадеме, условно кажано, измамата кај другата страна. Така што да, навистина им помага вештачка интелигенција на лицата кои што сакаат да имат успех при своите измами, но од друга страна пак се користи за добро, заради тоа што државните институции, но и приватните компании и банките често пати ја користат вештачката интелигенција во случаите на спречување на измами на нивните клиенти, заради тоа што, да речеме, многу чести интернет измами е всушност фарминг, или создавањето на фарми, кога всушност некој лице се обидува да влезе на сајтот на својата банка и всушност да влезе својата интернет банкарство, но при тоа има пресретнување и всушност префрлање на друга адреса, која што е толку слична што ако горе воопшто не се погледне, нема ни да се свати дека се наоѓаме на сосема друга интернет страница каде што ги внесуваме нашите податоци, а пак банките всушност преку своите сајбер тимови работат на тоа да ги спречат таквите напади кои што пресретнуваат и префрлаат на други интернет страници, така што многу е широк опсегот на можности, посебно сега со развојот на технологијата и AI во интернет измамите. Да. Имавме баш неколку примери изминативе неколку месеци поназад во 24-та исто така, каде што баш со помош на вештачка интелигенција се правеа фабрикувани видеа од познати македонски, во некој случај лекари, како доктор Жан Митрев, сега во последно време имаше и со актерите Тони Михајловски, со Игор Џамбазов, каде што божем тие биле на некаква телевизија и биле во некаква тепачка со комората на здравствени работници или како и да се вика, бидејќи тие спрачуваат да промовираат некој си лек или чај или што и да е, како не е ни битно. И баш гледаме дека имаше
имаше огромен одзив, особено кога се таргетираат малку можеби попознати лица во нашата заедница, имаше и по вестите објавено, и на радио се слушаше така натаму, што баш мене ми барам драго дека има малку поголем одзив и дека можеби со таквото пренесување на веста ќе стане, може ќе се покрене свесност така и кај корисниците на социјалните медиуми да знаат дека постојат вакви видеа, бидејќи како што тече време, нели, вештачката интелигенција, односно ваквите програми кои креираат некакви нови фабрикувани видеа, стануваат се по-софистицирани и сега можеби една добра страна е тоа што кај нас барем нема толку многу содржини општо, за да ги направат толку прецизни да го запазат јазикот, интонацијата, понекогаш и самото акцентирање на зборовите, иначе тоа се позаемуваат со, да кажем, од бугарскиот јазик, каде што ние ќе може да познаеме дека ова не е баш типично македонски начин на изразување и така натаму. Дали со порастот на криптовалутите и нивно користење во општеството може да видиме и некаков пораст на измамите кои се базираат на криптовалути? Предпоставувам дека има веќе зголемување, со тоа што нели кај нас криптовалутите се уште не се средство за плаќање, меѓутоа има нема посебен закон кој што го регулира нивното користење, меѓутоа има норми кои што го ограничуваат начинот на користење. Со тоа што во пракса често онлайн измамите или интернет измамите кога станува збор за криптовалути се однесуваат на инвестирање, кога нели се дава можност некому да инвестира во криптовалути, па потоа кога ќе ја префрли вредноста истата се префрла на повеќе адреси на повеќе сметки за да се изгуби трагата. Меѓутоа во пракса има случаи кога онлайн нели не се работи во случајот на измама, меѓутоа кога сторители на кривични дела успеале да влезат во паричникот со криптовалути всушност, пред тоа да ги добијат на некаков начин личните информации за да може да влезат и да направат всушност трансакции од паричникот на други сметки за потоа повторно да се изгуби трагата. Но како што повеќе луѓето инвестираат во криптовалути, се зголемува уште повеќе можноста за нивна злоупотреба во интернет измамите, пред се во овој дел на инвестирањето од страна на корисниците. Да. Имавме и многу позната, иако не е баш измама, но сега во тие води се наоѓаше и конти, да кажам, таа пирамидалната шема, каде што со невидени профити и остварувања може да се намамат некако самите корисници на таа шема и да инвестираат многу пари и после голем дел од тие да ги изгубат своите пари кои ги инвестирале. Сега би сакал можеби малку повеќе да разговараме за кои се некои малку подлабоко, бидејќи ги спомнавте во вашите одговори, за кои се некои од поспецифичните психолошки тактики кои користат или некои, да кажем, поспецифичности во самите измами, што ги прави, да кажем, самите корисници поподложни на да потпадат нисте измами, или поинаку поставено прашањето, кои се некои од по некои од деталите или начините на кои се креираат самите измами за да ги направат поверодостојни, навидом веродостојни за потенцијалните жртви. Само на преходното бидејќи не сакав да ве прекинам затоа што ги спомнавте нели пирамидалните шеми, всушност и новите пирамидални шеми се многу слични на старите. Ние за жал како држава имаме случаи наназад на пирамидални шеми на штедење кои што всушност успеаат да измамат стотици граѓани да ги вложат своите пари за нели повисока каматна стапка и потоа да ги изгубат, така што на многу сличен начин функционираат и пирамидалните шеми сега, со тоа што криптовалутите даваат таа можност заради нивната се уште нецелосна регулираност во финансискиот тек на средствата. Во однос на тактиките кои што ги користат сторителите при измамите, или од една страна ја споменавме вештачката интелигенција, употребата на познати личности при рекламирањето на одредени производи или услуги кои што се рекламираат, за всушност да може да ја зголемат веродостојноста на она што го нудат. Од друга страна, нели
тоа е некоја многу добра понуда која што во моментот луѓето сметаат дека не треба да ја пропуштат, меѓутоа пак другата тактика за заштита е како нешто изгледа премногу добро, тогаш значи дека е многу чудно и не може да изгледа толку добро. Така што, а од друга страна, дел од тактиките се поврзани со вклучувањето на други луѓе. Често пати тоа се блиски луѓе кои што претходно, например, или купиле одредена услуга или инвестирале, не биле се уште измамени, бидејќи одеднаш не се случува најчесто во таков случај измамата, туку се чека одреден период за да се прошири бројот на луѓе кои што, например, ќе инвестираат или ќе побараат услуга, за потоа всушност одеднаш да се реагира и да се прибави материјалната корист, а сите други да бидат оштетени од другата страна. И во одредени случаи кај измамите, нели, притисокот или краткото време на реакција, кога се создава притисок кај лицето кое што е ставено ситуација да биде измамено и тоа треба да реагира брзо и да донесе одлука. И многу често во такви ситуации ја носи погрешната одлука и на крајот за жал резултира со тоа да биде измамен. Баш ме подсетивте и на некои од измамите кои ние ги имаме рецензирано, бидејќи баш во самите измами се поставуваат неретко, да кажам скоро во сите измами, се поставуваат некакви часовници кои викаат дека 80 или 90% попуст имате за да го купите овој производ или да инвестирате, што баш му дава некаков притисок на самиот корисник кога ги посетува тие сајтови дека ако не искористам сега шансата, секогаш ќе изгубиме и дека што и да е, без разлика дали е некаков производ, дали е некаква сега поново и некакви кутии во кои не се знае нели што секогаш содржи кутијата, некакви наразлични подароци или технолошки производи и така натаму. И баш заради тој притисок имам разговарано со некои луѓе кои имаат попаднати на овие измами. После тоа ми раскажува дека имаат проблеми со самите банки каде што им викаат ние не можеме како да отповратиме транзакцијата, не може да ви ги вратиме парите и единствено што тие ги советуваат што можеби е најпрактично, практично нели за да се заштитиме на некаков начин од вакви измами, тие му кажаа дека најдобро е да се направи уште една сметка која ќе биде исклучиво за интернет плаќање, каде што средствата кои ќе имаме на таа картичка ќе ги префрламе само кога ќе треба нешто да пазариме, да купуваме, да плаќаме сметки или што и да е. И таа картичка да биде празна, каде што ќе не може да се оди нели под нулата, односно да се отвори некаков минус или да се надмине лимитот. И така како сите трансакции автоматски ќе се одбиваат, доколку нели ние не сакаме да ги направиме. Како стигаат до, можеби спомнавме претходно, но како измамниците стигаат до контактните информации, односно лични податоци на своите жртви и како понатаму тие ги злоупотребуваат, односно кои се конкретните начини на кои знаеме дека тие после ги злоупотребуваат нивните податоци? Па добро, значи во основа кога некој ја создава подлогата за интернет измама, целта му се или личните податоци или пак банкарските податоци. Така што во еден од најчестите начини е всушност со кражба на податоците од одредени сајтови или институции, како што на пример имавме ние претходно со еден од операторите, не знам дали се води како оператор, кога голем број банкарски податоци од лица кои што ги имале поставено своите дебитни кредитни картички за да може всушност да се секој месец да се надополнува кредитот беа украдени, така што дел од банките реагира брзо, меѓутоа дел од банките не реагира, така што на тие луѓе, на дел од луѓето им се случија трансакции кои што беа непосакувани. Така што тоа е еден начин на кражба на податоците. Другиот начин на кражба на податоците, како што кажав, е често со фишинг мејлови, каде што се праќаат линкови за да се внесат податоци. Може да биде со пресретнување на комуникација во одредени мејлови, па потоа да се прати мејл кој што пак е многу сличен за всушност на таков начин да се побара се внесат податоци. Може со купување податоци од одредени сајтови кои што ги собираат, може од социјалните мрежи, заради тоа што многу луѓе на социјалните мрежи внесуваат своји лични податоци, на пример телефонски број, па потоа преку телефонскиот број може да се добијат многу други податоци. Така што тие се честите начини преку кои што се доаѓа до личните или банкарските податоци на граѓаните, или пак често може да се случи при трајал верзии или пак одредени верзии на употреба на нешто или некоја апликација кога ќе бидат внесени банкарските податоци на таков начин да бидат измамени граѓаните за да ги внесат своите
податоци, така што постојат многу голем број начини преку кои што може да се дојде до лични податоци на некое лице. Ќе преминеме можеби сега на некои од последните прашања за како може да се справиме со поголемите проблеми кои ни настануваат од оваквите измами. Првото можеби е на поопшто ниво или да кажам пошироко општествено ниво. Дали има некакви решенија или начини на општествено ниво, дали преку регулаторните тела, дали преку некакви технолошки иновации да може да се заштитат поголем број од граѓаните кои наседнуваат на вакви измами? На општествено ниво би рекла дека од една страна нели се законските норми кои што би ограничиле како може да се нудат одредени производи или пак услуги онлайн. Од друга страна се разбира зголемување нивото на дигитална писменост кај граѓаните и нивото на свесност, односно информирање колку што е можно повеќе на граѓаните за тоа како може да бидат измамени на интернет. А се разбира после тоа одговорноста се префрла кај секој поединечно. Така што кога е поединечно, тогаш постојат многу начини на кои што можеме да бидеме предпазливи, веќе целосно или 100% не мислам дека секој може да се заштити, затоа што нели дури еве како што беше случајот нели со упадот во системот на еден од операторите, така што дури во таков случај ние нема да сме виновни заради тоа што нашите податоци биле излезени или биле украдени од некого, меѓутоа пак индивидуално можеме многу да направиме за да се заштитиме од интернет измами. Или секогаш прво е да се проверува дали е сајтот сигурен или дали е така танчето таму горе, па дали се сите букви правилни во еден дел, заради тоа што кога нема катанчето, тоа значи дека никој не гарантира за сигурноста на сите податоци кои што се внесуваат или трансакцијата која што се случува таму. Секогаш нели мултифакторска заштита во однос на нашите битни податоци, пасворди кои што се комплексни и за нас, тоа значи дека би биле комплексни за другата страна, или многу предпазливо проверување на сите услуги кои што се нудат, ако се купуваат услуги таа да бидат од официјалните сајтови на оние кои што ги продаваат, без разлика дали тоа е нели техничка роба или се работи за аранжмани за летување или пак авиобилети, небитно, така што тоа е можеби оној прв чекор за да се заштитиме од ваквиот начин на измами. Да. Често кога споменуваат експертите за сајбер безбедност, најчесто се споменува и тоа да не се користат едноставни пасворди, како кажавте вие, но исто така да не се користи еден ист пасворд, па дури ако е комплексен на различни места, бидејќи тоа најчесто возможува ако се дозна еден да ги компрометира на другите веб страници, сајтовите и од таму можеби да се направи уште поголема штета од она што е иницијално направена. Тоа би ти оставил простор можеби за уште некои последни мислења или препораки кои би сакал да ги споделиш? Па нели еден дел исто така многу важен чекор можеби кој што не го споменав е користењето на антивирусни програми кои што секогаш го препознаваат малвер како една од можностите за доаѓање до податоци, затоа што нели кога малвер ќе се инсталира или некој лош софтвер во нашиот компјутер, може да се преземе контролата врз компјутерот или направата и потоа да се соберат податоците кои што се битни за оној кој што го инсталира и се разбира постојано ажурирање на оперативните системи. Кај нас нели низ годините наназад луѓето има впечаток дека на пример ако Windows не биде платен дека нели не е никаков проблем, меѓутоа е многу важно посебно сега со развојот на технологијата, софтверите да се оригинални и да се лиценцирани и да бидат постојано ажурирани. Ако се постојано ажурирани, тоа значи дека се во тек со целокупната заштита која што ја нуди компанијата чии софтвер е во прашање. Така што тоа е првиот чекор, а потоа индивидуално се она што го споменав. И секогаш треба да бидеме предпазливи, посебно она што кажав и претходно, нели? Ако нешто изгледа навистина многу добро и примамливо, тоа значи дека е нешто сомнително во сето тоа, затоа што не може да биде толку добро и примамливо. Да. Баш мислам дека таа дискрепанца меѓу кога се ажурираат оперативните системи е баш за да ги пополнат тие некои дупки кои ги имаат најдено во самиот софтвер и кои некои да кажем измамниците или оние што се као колоквијално наречени хакери кои работат со пробивање на туѓи системи и крадење на податоци, најчесто во тие простори помеѓу новиот апдейт, односно новото ажурирање на софтверот, додека го направат корисникот пробуваат да ги уловат или ги најдат
кои да се податоците или да влезат во самите системи да ги заробат и сите и да бараат некаква исплата за да може и сите да ги ослободат. Да, нели тоа е познатиот ransomware всушност како еден од начините. Да. Исто сме имале за жал и ние или како држава Да. такви ситуации. Да. Друго може би интересно прашање кое би сакал да го разгледаме е колку нашите институции, значи министерства, најразлични образовни институции, школи, банки, пошти и така натаму, колку се безбедни, колку е свесноста кај самите, да кажем, институции за потребата да се заштитат можеби од сајбер нападите и што да ги заштитат своите корисници. Па со развојот на технологијата свесноста е зголемена и така што државните институции од една страна имаат обврска да штитат критичната инфраструктура од сајбер напади, заради тоа што сајбер нападите често се користат како средство кога станува збор дури и за меѓудржавни конфликти. Но од друга страна исто така имаат обврска да ги штитат своите податоци заради тоа што пак често пати хакерските групи знаат да ги украдат податоците и потоа да бараат откуп за истите. Така што и државните институции сигурно имаат заштита на повисоко ниво, а приватните институции веќе или компании кај нив посебно кај банките или и другите компании со текот на и развојот на технологијата вложуваат многу во заштитата на своите податоци, заради тоа што денес со дигиталниот свет всушност тоа е неминовно и е потребно да се случува. Како можеме, значи, или кој е најефективниот начин колективно ние како општество да се заштитиме не само еден со друг, туку и општо од ваквите типови на измами? Која може би најефективната стратегија која треба да се примени? Нели? Прво е, ако се случи измама, лицето да пријави. Заради тоа што често пати луѓето кога ќе се случи измамата или се чувствуваат како можев да насаднам на вакво нешто, па се чувствуваат виновни за тоа што се случува и не реагираат доволно брзо и заради тоа се случува, да речеме, повеќе трансакции преку банкарските податоци. Така што е многу битно да се пријави. Сега, колку институциите имаат можност да реагираат е друго прашање, заради тоа што например кај интернет измамите или измамите кои што се случуваат онлайн, ако е вклучена социјална платформа, да речеме Facebook, времето на добивање податоци од страна на Facebook е многу долго. Единствено брзо Facebook реагира во случај на сексуални кривични дела кои што се случуваат онлайн, тогаш за многу кратко време, најчесто за 7 до 10 дена се враќаат потребните податоци назад до нашиот сектор за компјутерски криминал, додека за сите други кривични дела некогаш дури повеќе од 30 дена се чекаат информации од социјалната мрежа до нашиот сектор, па потоа секторот за компјутерски криминал нели го информира надлежниот сектор каде што се случило кривичното дело, така што од една страна не се само нашите институции, заради тоа што голем проблем кај ваквите кривични дела е што често пати знае и да сторителот да се наоѓа некаде сосема на друго место, надвор од границите на нашата држава, и е потребно да се соработува и со други институции кои што се странски, но и со други компании кои што се странски. Да. А од друга страна нели пак слободата и човековите права, во смисла слободата и на говорот и употребата на алатки кои што може да сокријат нашата IP адреса, пак создават дополнителни други проблеми. Или дека не треба се почитуваат човековите права, далеко да не бидеме сватени на таков начин, меѓутоа сето тоа дополнително го одолговлекува процесот. Но првиот чекор е пријавувањето и реакцијата, а потоа се друго од страна на институциите, како што кажавте, банките да ја нудат таа можност да се има некоја друга картичка, меѓутоа ако се има само една картичка, тоаш треба да се реагира брзо за да биде блокирана во ситуацијата. Да. И секогаш да се проверува кој оној кој ги бара податоците, дури или кога споделуваме наши лични податоци преку имейл со некого, треба да го знаеме тоа лице и да знаеме причината поради која што ги споделуваме информациите.
Да. Многу често измамите ние кои ги рецензираме, кога ќе се види, особено оние кои се спонзорирани, бидејќи најчесто и се спонзорирани, така ги ловиме, може да се види дека потеклото на земјата од каде што се спонзорирани, значи барем каде што е врзана картичката со која се плаќа, нели, за тоа спонзорирање на конкретно на Facebook, но општо и на другите социјални медиуми под Мета. Знаеме дека, например, со ЈСП измамите кои што нудат месечна бесплатна картичка за или 20 денари или нешто така, потекнува од Индија и се спроведува во најразлични држави кроз Европа. Имаше некои други за најразлични лекови, значи за хербални чаеви, некакви или масти за болки во колена или раскавици или нешто така. Неретко се спонзорираат од Литванија, така да знаеме дека не е дека само домашни актери ги прават, да кажеме, овие измами, туку дека понекогаш потекнуваат и од странство и разбирливо е како би било многу потешко, нели, да се гонат истиве лица некако формално правно за да може да се заштитат корисниците. Така да со ова би заокружил, ти благодарам уште еднаш ка Ангелине за што учествуваше во нашата емисија. Се надевам дека ќе им биде интересна емисијата на нашите слушатели. Благодарам ја за поканата и исто така се надевам дека ќе биде интересно за оние кои што ќе слушаат. Благодарам.